Венцо, денес имаме рок емисија. Да. Обично сите сторителинзи ги започнувам со вовед, ама овој пат ни една минутка не ми се троши во воведи, затоа што треба да разговараме за многу теми со еден специјален гостин. Да, еве не, 10-тиот јубилеарен сторителинг. Сите овие 10 емисии се обидуваме да имаме гости од различни индустрии, нели, бизнисмени од различни индустрии. Веќе некое време со Деспина разговараме да најдеме гостин од шоу бизнисот и можда овие празнични денови имаме најдобар можен гостин. Гостин кој што прославува 30 години од постоењето на пазарот. Така е. Човек, продукција, која што ги донесе на регионот најголемите светски имиња, започнувајќи од Лени Кравиц, Брайан Адамс, Deep Purple, Whitesnake и така натаму, и сигурно знаете за кој веќе зборувам. Да го представиме Бобан Милошевски. Да. Добре дојде, Бобан. Добро најдов. Како си? Па супер. Супер вака што ме повикавте пред да влезам 5-6 дена во пиџами, што традиционално го правам од еден ден пред Нова година до 5-6 јануари. Беше ова доста активен месец во кој имавме во 9 дена 7 концерти, кои што не беа само концерти, затоа што беа и евенти со стари драги пријатели, што не е ситуација кога ги работиме странциве, ова се луѓе со кои што се знаеме 30 на години и бога ми беше доста сладко и напорно истовремено, така да сега следи уште едно патување до Београд приватно и пиџама парти до Божик тамо негде. Бобан, ќе се обидеме да направиме еден поинаков разговор со вас. Јас сум Да спремен разговараме за за секаков бизнисот, разговор. пошто ова е бизнис подкаст, да разговараме за бизнисот, да разговараме за индустријата која што ја представувате. 30 години сте тука на пазарот. Веројатно има многу интересни работи. Помалку ќе се допираме можда до артистите, веројатно невозможно да ги избегнеме комплетно. Али ќе се обидеме да една поинаква слика представиме и за вас лично и за Авалон као продукција. Па поради тоа и го прифатив јас разговоров, затоа што уз дужен респект малце сум уморен од 30 години повторување едни одредени приказни, тоа веќе стануваш некоја пародија на самиот себе си, нон-стоп со едни исти приказни и анегдоти. Ако можеме малце да даеме некој друг посериозен, посоциолошки пристап на ова што го работиме, јас сум тука сега дојден за тоа. Така е. Али за почеток, ајде мораме на кратко само тоа да го поминеме. Не знам колку јавноста знае дека уствари Бобан е гостиварчанец. Да, јас сум гостиварчанец, јас и Данче сме гостиварчани, кој што и мислам дека најубавиот дел на мојот живот заврши со моето селење во Скопје. Жал ми е многу да ми се живи родителите, уште би им бил људ што така некако на сила не донесоа во Скопје, бидејќи тоа го направија во најлошо време кога завршив јас 8 оделение тамо негде 79 година, кога така гостивар беше еден, бога ми за Македонија, тотално андерграунд град со многу благо чудни фаци кои што имаат одиграно сериозно влијание врз тоа јас да бидам ваков како што сум сега вака. Доста размислувам и моите родители уште 5-6 години пред тој период почнаа да работат во Скопје и едноставно се чекаше јас да завршам осмолетка за да се преселиме финално во Скопје. Мојот брат беше тогаш 6-то основно и јас сум сега веќе стар скопјанец поише од 40 години. Така. Али таа страст кон музиката, се сеќаваш ли како се раѓа, дали на првите моменти ете? Па ја немав таа среќа буквално од татко ми ништо друго да добијам, освен можеби најбитно тоа е таа некоја мислам дека и генски, а и со моето што се вика прогледување дома, една од првите работи на кои јас се сеќавам се 2 винила. Едниот беше некоја компилација на Beatles и Yellow Submarine, као денес се сеќавам, а другата беше некоја компилација на Елвис Присли. И сега многу е битно, исто така беше многу битно за тоа време
дали дома се носат весници или не се носат весници. Кај нас дома секогаш се носеле многу квалитетни весници и исто така мислам дека беше, јас бев многу мал 74 година кога прв пат го видов Биело дугме на телевизија на еден квиз 3-2-1 крени што го водеше Иван Хетрикс, прв пат го видов Горан Брегович тогаш и буквално јас се заљубив во рок-н-рол музиката преку тако ти е мала моја љуби босанац која ја свиреа вечерта тамо и многу сум разочаран што Горан не се сеќава на тој квиз воопшто и одма изразив желба да го имам тоа на плоча и татко ми даде пари утредента да го купам албумот што би дал да си на место и направи уште еден многу голем потек. Тој од Скопје ми го донесе првиот албум на Биело дугме, кад би био Биело дугме, за кој што јас сум имал 7-8 години, 6, колку сум го пропуштил едноставно. Така да генерално гледано од тука се почетоците. Татко ми е крив за се. Денес младиве луѓе, дури они уште у школа кога се размислуваат за некаков бизнис да прават, модерно е тоа да се направи компанија, па одма тргнуваат со некакви стратегии да креираат, со банки разговараат, бараат финансирање. Пред 30 на години, тоа е време кога се распаѓа еден голем систем, нели, за кој што го спомнувате, се раѓа оваа наша Македонија, ваква каква што е. Како млад човек тогаш доаѓа до некакви бизнис идеи? Па еве да речеме, никој не знае дека јас имам скоро една година работено како магационер во ИГМ Типо во Скопје. Индустрија за градежни материјали. Така е, тоа е фирма во која татко ми работеше како комерцијален директор и татко ми отиде во инвалидска пензија и као ајде додека можам ја да те вработам, што беше на моје огромно разочарување. Ја бев тогаш со минџуши, со класичен рок и рова, и бев многу далеко од тоа да имам способност да продавам цигли и цемент. Ама пак тоа беше во времето на вие сигурно се сеќавате на Анте Марковиќ, кога јас и не успеав буквално не успеав да ја потрошам платата месечно колку голема плата имав. Ама некако моите амбиции тука можеби сега вака кога размислувам, можеби најповеќе поради фактот што се работеше и сабота, а некогаш и недела. И ја не бев во можност со друштво и ја дадов отказ. Класично дадов отказ и почнавме со брат ми, иако живеевме во Скопје, почнавме да работиме. Како реагираа дома кога дадов отказ? Угостителство. Па мислам дека ја и брат ми многу рано им станавме на моите родители во тој сегмент, пошто тие се погубија во тоа време со пензиите и со распадот на Југославија поготово. Ама ние почнавме во Гостивар со некој кафански бизнис, кој што кога пропадна, имав јас еден школски другар и комшиски другар и генерацијски Ешко Елисеј, кој имаше огромно место во близина на тамо кај што живеевме во Гостивар. Значи, пазите, зборуваме се за период во кој ние практично живееме во Скопје, а се враќаме да тераме бизнис во Гостивар. И тој имаше огромно место и јас му предложив да бидеме партнери, да отвориме дискотека. И отворивме дискотека и се избра името што го предложив јас, Авалон, според албумот на Roxy Music Авалон, што беше мој омилен албум во средно училиште. И така ние уствари дојдовме и до Авалон, а преку диското дојдовме и преку соработка со артисти кои што јас ги договарав за настапи во диското и низ Македонија, дојдовме и до тоа да почнеме да го работиме овој бизнис. И сега, како во тоа време се стапуваше во контакт? Имате дискотека, требате да донесете? Па не одеше... Тоа не е времето на интернетот каде... Не одеше. Ја цел живот сум вага правил две работи, слушал музика и читал весници, да речеме. И јас од весници знаев тоа време кој е менаџер на Екатерина Велика, еден многу фин човек, господин Дуле Ерцеговац, и не знам како дојдов до негов телефонски број, му се јавив да ја викнеме Катерина Велика да настапува во диско во Авалон во Гостивар. И Дуле рече важи, али нама се не исплати да долазиме због едно концерта, треба да направиш минимум 3.
и цената беше тогаш, верували или не, 500 марки. Тоа беше во времето на инфлацијата на Србија и 500 марки беа огромни пари. И јас тогаш не знам како, али во првиот момент мене ми кликна да ја викам ја. Имавме колеги ние дискотеки во Кичево, во Тетово, да ја викам че им ја продаваме Катарина Велика по 750 марки тамо, 250 марки да ни останат нас. И некако во као денеска се сеќавам, јас бев со Екатерина Велика во Кичево, брат ми и мајка ми спие, татко ми беше починат, јас се вратив и ги фрлив 250 марки на маса и реков првих 250 марака. И мајка ми рече, конечно и ти од таа пуста музика некои пари да направиш. И така, после тоа, истиот тој Дуле Ерцеговец, кога 92 и 93 ние низ цела Македонија ги работевме Екатерина Велика, Електрични оргазам, Парти Брейкерс, Рамбо Амадеус, па Дино Дворник го викнавме, тој вика, па зашто ај и Скопје не правите концерт? Па викам, ја и Скопје да правиме. И со брат ми се договоривме, Куршумлијан го зедовме и ги правевме 27 август 93 година Електрични оргазам во Куршумлијан. И тоа е практично првиот концерт на Авалон продукција кој важи као концерт, затоа што е концерт со продажба на карти и така натаму, не е препродавање во дискотека и затоа е оваа година 30 години на Авалон, практично. Се сеќавате ли на деталите за тој концерт? Каква беше организацијата? Све се сеќавам ја, све беше аматерски. Како? Сега, за младите ќе биде интересно. Денеска ќе пуштите на интернет и сите ќе знаат дека постои кој. Како вие тогаш ја информиравте по широката јавност? Ние тогаш залепивме 200 плакати низ Скопје и мислам дека тие плакати беа буквално единствена информација за концертот. А после, кога се пребацивме во МКЦ, во Младински културен центар, тоа веќе беше многу посериозно, ги користевме као медиуми легендарното радио, кое неам поима дали последниве 2-3 години работи, Канал 103, 103, на 103 пуштавме реклами, и исто така пуштавме реклами и се правеа прилози по 2 недели пред концерти на пулсирање на македонска радио телевизија, чувени Диме Багам. Тој сигурно уште прати музика и сигурно ќе го гледа ова и ќе му биде мило, ете, така што го спомнуваме. Диме Багам ни пушташе реклами и правеше прилози за концертите. После веќе, кога се пребацивме на тој такозвани шлагер мејнстрим во универзална сала со концерти од типот на Мишо Ковач, Оливер Драгојевиќ, Даниела Мартиновиќ, Петар Грашо, почнавме многу посериозно да го работиме тоа. А1 ни пушташе по 21 ден реклама, а ние им ги дававме концертите да се снима. Ето така, тоа беше. Има ли бројка на продадени карти од првиот концерт? Има ли некаква? Све има. Све има во еден тефтер. Буквално ја до ден денешен важам за човек кој што ја тогаш буквално дневна продажба имам водено за карти 3, 5, 7, 9, 11. Имаше радост за секоја продадена карта. Има и уште има. Да. И уште, значи ја не можам да го опишам тоа задоволство какво е, да речеме, кога во 12 и минута добивам дневна продажба за сите 7 евенти во декември месец. Не ми значи мене тоа нешто спектакуларно финансиски, колку што адреналински е тоа во секој Тоа аспект случај. и прашувам, нели? Како чувствува се еден организатор кој ќе гледа дека му се полни салата. Ама тоа ако замре нема више да има волја за работа. Така. Нема да има, јас знам, има еден легендарен Пол Макгинис се вика, тој кога ги напушти YouTube пропадна као бренд, тој вика и да е тие концертот 8 месеци и година дена порано распродаен, мора да најдеш начин да го држиш жив до денот на одржување. Мислам дека тоа е сега со Дино Мерлин кој има овие денови концерти овде промашено. Тие ги распродадоа концертите, ама не се осеќа Дино Мерлин во Скопје некако. Не знам зошто тоа. Беда имаат многу работа, па не обрнуваат внимание. Тоа е поради организаторот или? Да. Ама не губат тие ништо од тоа, тие едноставно не ги занима, си идат дале и готово, тоа е тоа. Вон, дали се сеќавате кога првпат, не регионално, него некоја светска звезда, како стигнавте во контакт и која е таа прва светска звезда што сте организирале? Знаеш како,
во бизнисов полека, така како што почнаа да се движат работите, ние ги истрошивме сите имиња во МКЦ. Па ги истрошивме сите имиња во универзална сала. Па почнавме да работиме македонска естрада. Па кога почнавме ние да работиме македонска естрада, тоа беше стварно на начин на кој што да имаше овде држава 2 грама мозок као што нема и луѓево да имаат 2 грама мозок кој што немаат, пошто почна и Чоро и Сакато и да пишува песни и да пее и да сите мислеа дека може да бидат Тоше, Каролина, Нокаут, Ареа, Ерзана кои што беа во Авалон и од една страна го имавте Авалон со овие сериозни изведувачи на кои што ние сите им издававме албуми, спотови, се трудевме да им правиме концерти и вамо почна се створи една ергела на талентирани медицински сестри, шанкерки по кафичи, неталентирани фудбалери кои што станаа пеачи со стотици песни месечно и годишно и едноставно се угуши ова останатово и тогаш како некој реален пат единствено за да обстанеме ние беше да почнеме да работиме светски звезди и тука да речеме некоја случајност некогаш некои работи се дешаваат случајно. Првата сериозна, не само во Македонија, него мислам дека дури и во земја која еве сега е за жал далеку понапред од Македонија и која е во Европска унија и во Софија, сериозна, актуелна светска звезда која дошла во Македонија, а во тоа време била на врвот на барем европските топ листи беше групата Молоко. Тоа е нашиот прв концерт од тој тип. Пред тоа имавме работено само со двајца светски артисти, Еко and the Bunnymen и Stereo MCs, кои што горе-доле ништо не значеа во индустријата, година дена пред тоа, ама сепак беа некое CV. И ние бевме на екзит и стратешки од секојаш сум знаел ја кај да застанам на концерт, застанавме до миксетата. И еден од пријателиве кој што беше со нас, му викам, оди напред муабет со овој, кажи му дека сакаме Молоко да ги правиме во Македонија. И тој вика, супер, вика, ако сакате, јас сум, вика, не само тонец на бендот, него јас сум и персонален менаџер. А јас знаев која Марија Меј беше агентка на Молоко и вика, ние сакаме сега на есен да правиме источноевропска турнеја. И одма напишавме ние мејл на Марија Меј и потпуно истото што се случуваше со Екатерина Велика, се случи и со Молоко, као, ние би дошле, ама да ни направите поише концерти, не само Скопје. И тогаш ние правевме Молоко во Загреб, во Скопје и во Београд, ги препродадовме Молоко во Загреб и во Софија. Београд го спомнав, не. Значи, Загреб, Београд не беа, пошто беа на екзит, Загреб, Скопје и Софија ги препродадовме Молоко во Дом спортова и во НДК и нас ни испадна практично фито бесплатно во Скопје. И ние многу сериозна сума на пари тогаш заработивме, затоа што ги препродадовме вамо и така почна работата. После Молоко, во истата агенција, работеа тогаш и Faithless, кои што беа 2 класи над Молоко. И Faithless беа мој омилен бенд приватно. Тогаш ја многу се заинатив. И ние после тоа, до годините до распадот на Faithless, мислам дека 13 концерта регионално на Faithless, сите концерти на Faithless во овој дел на Европа, вклучително и Романија, одеа преку Авалон. И тоа се негде почетоците 2, 3, 4 година. Значи, за да успее еден човек у животот, битно е да отиде на екзит, ама да не го гледа само уживањето, него да си ги бара сега контактите. Не, мислам дека јас ќе го напишав тој мејл и без да, ама немав да имам информација дека сакаат да работат Источна Европа. Мислам дека сега го под импресии на настанот, на популарноста на Молоко и така натаму, ама сега не сум размислил од оваа дистанца, тоа некако многу брзо се случи, бидејќи екзит е традиционално почеток на јули, а ние Молоко во октомври ги имавме во Скопје, значи многу брзо ние тоа сме го завршиле како работа. Сега има многу интересни работи во
во тој контекст, да речеме тогаш профил на бенд као Молоко беше 20.000 фунти, сега е 200.000 фунти. Таков профил на бенд. И се колку ние тоа можеме да го испратиме е многу релативно, ама во секој случај интегрално тоа е приказната како, кога и зошто почнало све ова. И сега на светско ниво како се доаѓа до тие мейлови, до тие менаџери и организатори? Види, значи, без разлика како делува се ова, нема поише од 5-60 луѓе во цел свет, преку кој оди буквално цела лайф индустрија. И сите тие 5-60 луѓе знаат кој е Бобан. Не го знаат Авалон, него го знаат Бобан. И мислам дека во оваа работа CV-то е убедливо најбитна работа. Значи, вие да се јавите сега тамо, кај некого, и да барате сега вие да ги работите вајцник и да понудите 3 пати поише пари кај мене, тие ќе се јават да прашат кој е овој. Природно. Али тоа е. пред 20 години или Па колку тоа било? беше патот, Значи, Еко да Бани Министерио МСИС беа од истата агенција од која беа Молоко. Тогаш во UK имаше 4-5 букинг агенции преку кои одеа концертите. Helter Skelter, ITB, Primary Talent и X-Ray Touring. Тие беа 4 агенции. И ти кога ќе изработиш еден артист добро, и колешката ќе се јави, прво што прашуваат тие, што си работел ти до сега. Ти викаш, ја ништо не сум работел, и тој ти пушта бенд као Еко да Банимен, кој што реално, осим за 500-600 столокуци, ништо не значи за индустријата. Али ти тоа добро ако го изработиш, тој кажува на оваја од Молоко, супер беше, бевме во Скопје, супер беше, се беше професионално изработено. Ја мислам дека тука Faithless одиграа некоја пресудна улога, као А-класа бенд тоа време, кој што ние го изработивме овде во СРЦ Кале. Мене ми е исто еден од најдрагите концерти на сите времења, тој во СРЦ Кале и овој во Хала спортова на Новом Београду. Тоа беа концерти во кои што стварно имаше 2 пати поише луѓе него што збираше внатре. Ние и тој проблем го имавме со капацитетите, кога прв пат работиш некоја сала, ти не знаеш кој е капацитетот, а си слушал ловачки приказни, дека Джаро продал 6.000 на биело дугме. Не збира во СРЦ Кале 6.000 и со 3.500 и 4.000 е многу. И тука низ години имаме реално сериозни проблеми, затоа што ние цело време се тркаме со самите себе си, нема со кого да се... Така беше и со Iron Maiden во Београд. Ние биело дугме имало 30.000, Риблја чорба имала 30.000, па Джей имал 35.000, и ние терај со Iron Maiden колку можеме да продаеме до 20.000, онда ќе изгиневме сиде тамо. Не збира 20.000 во салата, ама тоа се тие ловачки приказни. И сега тој прв самостоен концерт надвор од Македонија. Како доаѓате уопште на идеја да треба и храброст, треба и срце? Сега вие као жена ми... Дали е Молоко тоа уствари првиот или имало и друг? Молоко беше препродаен. Мислам не препродаен, баш да видите вие. Па еден од најголемите Iron Maiden. Тоа беше, ние ги работевме Леби Сол во Сава центар и нашиот пиар тодашен од Србија Маја Пасулјевиќ, седевме во фоаје на Интерконтинентал и ја прашувам Маја кој е највеќи бенд за Београд, и таа вика Iron Maiden. И тогаш немаше уште Wi-Fi, отидов позади рецепција на компјутер, го знаев агентот на Iron Maiden Џон Джексон, викам дали може Iron Maiden во Београд, викам може, и тоа сега многу брзо ќе свириме едно офшоу во Дубај и радо би свиреле во Београд пред Дубај. И ние за 48 сати го склучивме тој дил, тој ни е уземи Вајнхаус, да речеме, во Београд и Green Day во Београд, најголем концерт во животот. И ја кога дојдов дома и викам на жена ми, слушај, викам, ние ќе ги правиме Iron Maiden во Београд. Таа вика, како бе, вика, ќе ве убијат. Дослов, како, вика, мало дете имаш, ти не си нормален, што правиш? Вика, некој ќе ве убие во Београд. Кои сте вие?
од овде да одите да правите Iron Maiden во Београд. Ја викам, ма бидна таа работа, ние бендот е потврден и ние одиме. И не можам да опишам, ние бевме во Београд примени како народни херои, не да немавме проблем, него ние бевме као македонци кои се довели после 18 години Iron Maiden у Београду. Гости ни беа Ѓорѓе Балашевиќ, гости беше Никша Братош, доаѓаа луѓе од Хрватска, директорите на Сава центар, гости ни беше од Скопје, британскиот амбасадор овде дојде на Iron Maiden во Београд со јакна од Iron Maiden и после тоа се беше полесно, да ние мислам дека успеавме да едно време не викаа браќа из Македонија, па после не викаа македонци, за после да остане да сад Авалон ради Simply Red у Београду, Авалон ради Вајсник у Београду, Авалон ради ZZ Top у Београду, така да остана тоа некако. Авалон више од домаќината на. Да, иако последниве 4-5 години јас се уморив малце. И некако малце дигнав ручна и поише го користам Београд за плежер, него за бизнис. И сега во Београд така владе едно мислење дека ви сте дигли руки из Београда и овде се више ништо не дешава, иако годинава така пак малце почнаа поише и посериозно да работат. Бубан, според тебе, вака еде од лична перспектива, што мислиш, кој е најеминентното име Авалон што го донел? Дали во Македонија или регионот, сега оставам на тебе. Па не знам, тука се различни се критериумите. Ја мислам дека најголема личност која од било која сфера на општеството ја има посетено е Боб Дилан. И дека е неверојатно дека Боб Дилан, човек што има поголема вредност од сите амерички преседатели, човек што ја измислил ова рок-н-рол хипстерска култура и кој што и до ден денеска е буквално шампион во тоа што го прави, дека Боб Дилан бил во Македонија со оваа дистанца и во оваа пауза, и дека Боб Дилан спиел овде во Holiday Inn и дека бил во ирски паб на доручек овде ми е просто неверојатно. Ама кога одат они на такви доручици, тоа иде преку менеджментот не. или се обично луѓе излегуваат сакаат да обични, ние 90% немаме ништо со тоа, тие сами си ги прават тие работи. Како е да се угустат такви луѓе у Македонија? Како они реагираат од професионален аспект на условите, на луѓето, на публиката? Најнормално ние имаме рајдер што треба да го исполниме, сето останато што е сами си го прават тие и мислам дека овде тие што воопшто се решаваат да дојдат во вакви држави како што е Македонија, која не е ни во секундарен маркет практично во бизнисов, кој што тие имаат примарен маркет и секундарен маркет и јадер маркет. Мислам дека доаѓаат луѓе исклучиво со космополитски дух и тие се знаат кај доаѓаат. Значи за наша голема жал тие знаат точно кај доаѓаат. И немаат некои специјално очекување од публиката. Како реагираат на публиката после завршувањето на концертите? Публиката нема болја публика од оваа публика овде. Не постои. Се шири таа некоја фама за македонската публика. Ја долги години сум живеел у Белград и бев запрепастен кога Желјко Јоксимовиќ на телевизија објаснува после концертот на градски стадион како му пееле сите, вика му се јавувам на чола да му се пофалам, а он вика ме зеза со вицот, вика знаеш дека у Македонија сообраќајците зауставуваат кој не знае да пее и земаат државјанство. Па така е во Македонија. Така ли реагираат и светските звезди? Така исто, да. Да и некој, да речеме Стинг бараше ради приемот во Скопје, бараше да му се направи уште некој концерт овде во регионот, во некоја држава во која не бил и така дојдовме до тоа да го работиме ние Стинг во Сарајево практично. Мене ми текна. Ќе се задржиме за Сарајево мене посебно. ми текна дека не бил Стинг во Сарајево и ајде викам да го. Да. Али сега кога доаѓаме тука до Скопје, сега сакам да поразговарам на темата технички услови за одржување на концерти во Непостоечки се тие.
И па како Авалон успева да развие бизнис, да направи име во услови каде што и ние кога одиме на концерти имаме... Ама ние си го знаеме тоа од првиот момент. Од првиот момент и затоа е овде многу дискутабилно, многу е тенка линијата овде помеѓу бизнис и живот. Значи ова е стил на живот. Овој тип на мака е нашиот стил на живот практично. И ако не си спремен на тоа, воопшто не влегувај во овој тип на бизнис. Ова мислам дека ентертејнментот као бизнис има многу сегменти кои што може би од некоја гледна точка се и релевантни, али се многу валидни и се непроменливи. Да речеме, ти и ја имам од Джек Николсон читано интервју, во кое Джек Николсон вика, ако ти немаш трпение, не треба да се бавиш со глума, затоа што може за еден тейк од 5 минути, 8 сати во трейлер да чекаш, додека све се спреми, се среди, се намести, за ти да ги кажеш твоите 5 минути. Не е слично, али ние знаеме дека буквално кога се нафачаме да правиме светско име овде, дека се е проблем, дека нема што не е проблем и дека ние треба да ги решиме тие проблеми. А тие проблеми се често тажни за некој кој збори дека го интересира Европа, дека го занима Европа, дека е на чекор до Европа, да ние, да речеме, неаме во центар на Скопје доволно струја за комплетното светло и звук на Ерос Рамацоти. Моравме да носиме 2 агрегати, 9000 евра плативме агрегати струја, за да просветли Ерос Рамацоти. Иначе ќе паднеше цела струја во Карпуш ако се уклучеше тоа на трафото околу Борис Трајковски. Ние сме за греота, за жалење сме ние. Искрено кажано. И никој не е заинтересиран тоа да се смени, апсолутно. За тоа ме интересира. Македонската музика е истражувана на светско ниво. Македонскиот седми освински такт е некаков феномен у музиката. Музиката е во македонскиот ген длабоко навлезена. Како го објаснуваш тој факт дека ние не можеме да изнедриме некаква сила внатре во општеството, да имаме барем една нормална сала? И ја имавме универзална, па и неа ја затворивме и... Тоа е многу подлабоко. Ние немаме ген да имаме собствена држава. Ние не сме заинтересирани да имаме изградена собствена држава со некои си основни норми и параметри на држава. И стварно, ја не се спремав за овој разговор. А во последно време и слабо разговарам со самиот себе си. Уморен сум малце и сега мене ми делува вака кога се ја вас да ве прашам, вие овде се идете на плоштад овде и прошетајте на плоштад и видите ја елката, видите ги петардите, видите како е украсен градот, видите како се искршени тротоарите, видите ги рупиве на асфалтов овде. Дали вие го гледате Боб Дилан дека бил во Скопје? Дали вие може да замислите дека преку Пластичарска улица Стинг дошол во Скопје? Ја да сум Стинг никад не би свирал во Скопје. Ама тоа е тоа. Ние го правевме 20 години невозможното возможно. И сега последниве пар години по прв пат чувствувам дека на ниеден релевантен фактор во државата тоа апсолутно не му е битно, затоа што нон-стоп се спуштаат социјалните критериуми за потребите за кои што се дискутира овде. Немаш лични карти, немаш пасоши, немаш таблици, немаш свидетелства, не смее да се нема леб затоа што не смее да се дигне цената на лебот. Универзална сала е ругло, бугарите не заебаваат, грците не заеба. И по таа гледна точка некако сега сите мислат, што сега ние као, разбираш, и баш поради тоа сме сега ние во некој меѓупростор во кој што јас се уште размислувам дали да ги вратиме големите светски концерти во Македонија или не. Не гледам, затоа што и досега, ако размислиш малце поише, тие светски концерти се многу повеќе јавен интерес него што биле наш интерес. Јас сакам да го гледам Брајан Фери, ја можам да ми во Германија да го гледам Брајан Фери, а да живам од Цеца. Можам.
Не гледам во моментов јавен интерес за претежно не гледам во институциите кои што се непостоечки. Единствено што вака ме запираат луѓе низ улици и ни викаат ајде бе дај нешто, одамна немало ништо и така натаму и така натаму, и мислам дека сепак нема да престанам со оваа работа баш ради тие луѓе и ради цифрите што ги имавме изминатава година на ова што го работевме, кое покажува дека луѓето навистина ја почитуваат работата што ја работиме. Барем луѓето ја почитуваат. И неколку компании вага кои што се долго години стратешки партнери во маркетингот преку ова што го работиме. Претходно ја спомнавме Еми Вајнхаус. Па може малку подетално да навлеземе во тој дел. Сите знаеме некогаш по ето и по некои немили настани може се случува да ете еден таков настан, да тоа биде последниот концерт на Еми Вајнхаус. Се сеќаваш ли пред да се случи тој концерт? Во суштина, сакаме да зачнеме темата околу менаџерот. Му доаѓа артист, кој што во светот на музиката е нормално и некој пијати да се користи со алкохол и такви работи. Кога ќе го види менаџерот, артистот дека не е во состојба да го држи концертот, како се чувствува? Може ли да влие? Го гледали пред концертот? Има ли такви информации? За нас овде правите муабет. И на светско ниво и за вас лично. Како можете да... Па конкретно концертот на Еми Вајнхаус мислам дека што год да работиме ние до крајот на животот, веројатно ќе остане концерт кој на одреден начин ја обележил работата на Авалон продукција, затоа што да бидеме реални, ние во оваа индустрија не можеме да направиме нешто позитивно најголемо за да се слушне за тоа на CNN и на BBC, него треба да е некој скандал. И овој беше тој тип на скандал кој што беше проузрокован затоа што, да речеме, хонорарот на Еми Вајнхаус беше 250.000 фунти и ако се прекине концертот ради вина на артистот, тие мора 2 пати и поише да го вратат тој хонорар, тие треба да вратат 500.000 фунти. И тие сами ја држеа Еми Вајнхаус колку што стоеше во договорот 75 минути на бина, со перформанс кој што по ниеден критериум не може организаторот да биде виновен каков е, затоа што перформансот зависи од изведувачот. И се случи тоа што се случи. И Еми Вајнхаус и тој концерт дојдоа до сите порелевантни светски телевизиски куќи со снимки и така натаму. И се испостави да жената, барем во филмот кој што доби наредната година Оскар за документарен филм, беше образложено дека Еми не можела да се справи со стресот од тој концерт и дека една од побитните работи за незината смрт е поради тој концерт во Београд. А ние во Београд не ја видовме Еми Вајнхаус како организатори на концертот нигде освен на бина. Значи, тој концерт беше така договорен да ние осим смештај и локален транспорт, се друго си работеа тие сами. Значи, тие тонска проба, тие работи. Немаше, Еми не се појави на тонска проба, ние не знаеме Еми кога дојде, ние не знаеме Еми кога отиде, кога дојдоа во бекстејдж. Ке чудна работа, нашите трейлери беа одма кршенивните, имаше едно мало патче, тие дојдоа со 2-3 Мерцедеса и распнаа некое платно, за ние да не можеме да видиме кој искаче и како искаче од колите. После се испостави дека Филип и Мишко, двајца од нашите вработени, виделе дека на раце ја изнеле Еми од кола, али ние ја видовме на бина. И после тоа више не ја видовме. И менаџерот нејзин персонален седеше цело време на бина и овие останативе пратечкиве музичари, мислам дека беше басистот, има задача да ја спречаваат да се симне од бина, jer таа викаше I won't do this, ја не сакам ова да го правам, ја сакам да си одам. И тоа останатата историја. Ја во тој период живеев во Белград. Уште на половина на концертот почнаа да излегуваат информации као
луѓето платиле карта, нели? Доаѓаат да видат едно светско име. Да. За квалитетите на Amy Winehouse не спорни. Да, Еми беше тогаш најголема светска актуелна звезда. Али не само тоа, него и како артист, Да, тоа е да, уживање да ја да. слушнеш неа во полн потенцијал, нели? А веќе почна да излегуваат на пола концерт на интернет, почна да излегуваат снимки, луѓето снимаат, одма праќаат. Беа разочарани од незиниот наступ, без да знаеме покасно што ќе се случи, нели? Кога се случи наставно више поинаква беше енергијата. Али менаџерот како се чувствува во тој момент кога гледа дека концертот не е на тоа ниво? Менаџерот гледа да ги спаси парите, очигледно. А вие како организатор Ние наебавме. бевте разочарани, имаше некоја Па емотивната како не? состојба по Значи, миците. тука и беше голема среќна околност што јас некако се, не знам, имав некоја интуиција, бидејќи тој Калемегдан, чим вие сте живееле во Белград, знаете дека тоа е парк. Така е. И са ти од парк правиш сала, вењу. И сега 75 минути е настапот на Еми. И ја викам, многу е малку тоа, дај да направиме нешто поише. И видов дека е Моби на светска турнеја. И проценив дека Моби може да продаде 4-5 илјади карти со негова публика, што не значи дека сме ги изгубиле тие пари, ако и ние го плативме 100.000 евра Моби и го зедовме Моби. И не знам што ми текна мене, абе викам, ама нема да успеам, викам сигурно затоа што Еми е поголема звезда. Дај викам да разговараме со агентов на Еми, пошто публиката на Моби е електронска, а на Еми има и помлади, да настапи прво Еми, па после Моби. И овие од Еми викаат супер, нас ни одговара да е Моби после нас, пошто поагресивна музика има Моби, ние да завршиме, па и практично мислам дека нас животот тоа ни го спаси, што Моби, кој исто многу квалитетен артист, настапи после. Исто и менталитетот на србите, ја на србите им скидам капа, не знам дал тоа го има негде на друго место, да Еми умира на сцена, 22-3 илјади луѓе имаше, минорен беше бројот на тие што свиреа, многу поише и викаа сестро издржи, пошто тие снимија што се случува, тие видливо беше дека таа сака да си оди, дека не ја пуштаат. И еден од луѓето што работеше на концертот од Нови Сад, татко му негов да ти бил директор на некоја асоциација на потрошачи. Значи, ако сакаш да ги бараш парите назад за нешто, тамо си тужибава и тужакаш тамо. И ние одма разговаравме со него и тој вика, децо моја, ви нисте ништа криви, ми ćemo одма издати проглас. Одма се јавиле луѓе тамо да се жалат. Каже, ми ćemo одма издати проглас, саопштење, да сте ви ваше урадили, да код вас нема никакве грешке и да ви не можете да одговарате за квалитет перформанса извоđача. И тоа се случи. Дали е тоа највисокото ниво на стрес кој си го почувствувал? Да. Може ли тоа со зборови да се опише? Па не знам, мене мислам дека Моби, ја што се случува сватив кога на брат ми керката, која не знам 2011-12 колку години имала, дека таа вака прво ние мислевме дека нешто Еми фолира, па после видовме дека не фолира, па на третата песна више беше катастрофа. И оваа малава Даниела вака, ја видов дека се фати, и ја тогаш сватив дека сме ние пред катастрофа уствари. И ја отидов одма во бекстејдж и си седнав пред трейлерот наш, ни еден човек немаше. Сите беа вамо да гледаат што се случува. И после 5-10 минути нашиот пиар тамошен Сагор Мешковиќ проаѓа со Моби. И Моби прашao кој е ово, му вика промотерот е. И Моби вика дојди вика кај мене и отидовме во трейлерот од Моби, а ја му имав даено некој, верували или не, 13 CD-а и винили на Моби. И Моби вика прво да ти се заблагодарам што имаш од мојава музика, вика ти имаш поише него ја што имам дома.
И второ да те прашам што е ова. Ја викам тоа е сега. Што е ова на бина што се случува? Па викам тоа е, нема ние што да правиме. Дали може ја некако да помогнам, викам Оби. Ја викам може да свириш 2 сата и да свириш без топ. Тој вика, ама ние сме програмирани на 90 минути со светло, имаме и доста песни од новиот албум, ама вика те сваќам што сакаш да постигнеш, ама да видам со продакшн менаџерот. И се јавија одма кај продакшн менаџерот и мислам дека Моби ни го спаси нас животот вечерта. Моби имаше многу добар настап. Исто така тука има една многу легендарна работа која се случи во госпоđа Милена Дравиш, легендарнава српска глумица, беше сама во ВИП. И јас слушнав дека за време на Еми Вајнхаус, Милена Дравиш била во ВИП-от, кој што ВИП-от во Београд на Калемегдан беше многу далеко од бината, од десна страна. И негде на пола свирка на Моби, ја отидов онака да видам што има во ВИП, и ми ја гледам уште Милена Дравиш таму седи. И ја и придов, така со многу пиетет, и жената вика, ја поштојам тоа што Еми, и још више вечерас поштојам. Од вечерас да каже, још више поштојам. И јас се збунив. Па вика, затоа што е била искрена, затоа што не е фолирала, затоа што е била на бини таква, каква што уствари јесте. И така, тоа малце ми, гледаш секоја помина, све остануваат тие некои работи, ја и жена да сирота умре, така да нивото, јас се смејам, еве, и Мија нека каже колку пати тие нешто се стресираат, ја викам, ние Еми сме ја поминале во Београд, ова сега овде дал ќе врне или нема да врне, или ова или она, ништо не е тоа, викам, остајте. А моментот за информацијата кога ја слушаш дека смртта е тука за таков артист. А мене ми беше многу ми беше тешко затоа што ја не само што и приватно ја зборев на луѓе дека е ова од страна на менаџментот наместено, затоа што таа снимаше тогаш нов албум и дека е ова наместено за во цел свет Еми да биде топик, да биде главна вест. Мислите маркетиншки? Маркетиншки, да, и дека е ова наместено и дека дугорочно тие од оваа брука ќе имаат многу јак бенефит. И као денеска се сеќавам на свадба одевме со покоен брат ми и некој нео му јавија, абе вика умрела Еми Вајнхаус, мене многу ми падна тешко. Тогаш ми падна тешко ради ја што зборев, што бев убеден дека и ми падна многу жал за жената, да. Го примив лично тоа и уште сега, пошто има пар фотографии антологиски од тој концерт кој што се из цел свет се свртеат, на кој што е стварно Еми за жалење. Секоја година која иде тој ден кога се врти тоа соушал, мене ми паѓа тешко искрено. За после тој настан, светските медиуми направиле некој притисок врз Авалон? Имаше ли? Не, ја поради настапот на Моби не бев свесен каков ефект тоа ќе има во светот. Додека утреента са бајле во Хајат спиевме целокупна екипа и ние и Еми, станав и во фоаје, кога видов, тогаш уште Wireless немаше, кога ги видов странците во фоаје дека сите на компјутери гледаат снимки, дека гледаат некои вести на кои има прилози, ја тогаш почнав да сваќам дека се десило срање на планетарно ниво. Иначе не бевме свесни во моментот ние на тоа. Колку год да бевме свесни дека е проблем, дека на CNN, дека на BBC ќе се збори за тоа, апсолутно не бевме свесни. Се обидуваат тие светски куќи да стапат во контакт со менеджментот на Авалон? Па имаше еден сериозен, непристоен предлог за сума на пари за која се купуваат во Пекчево 7 стана, да речеме 8. Да јас во 3 броја, на тогаш уште беа весниците, да речеме тие таблоиди као Сан и слично милионски примероци во Велика Британија се продава, ја 3 дена поред да олајавам што се случувало
со ставен акцент на менаџментот на Еми и нормално некои детали пикантни, каква била Еми кога дошла, што се случило, како се случило. Ние дури не го кажавме ни и до ден денеска, не знам дали имаме негде јавно кажано да речеме дека ние единствено што се бараше од нас беше на цел спрат, тие имаат 13 соби, на цел спрат тој во Хајат да нема алкохол во мини баровите. Ние и тоа го... И единствено вака јас после што слушнав некој од моите вработени ми кажа дека за некој наредни концерти што сме ги работеле, некој од локал транспортот, што може да го возил Били Ајдол или што ја знам, или Ковердел или, му рекол ја возев Еми од аеродром до Хајат и жената беше 100% трезна и свесна. Што се случило после, ја не знам. При доаѓањето во Белград? При доаѓањето во Белград, или генерално гледано, фино ти е прашањето, не бевме ние свесни дека до тој степен било лошо, за тоа дојде до CNN и до BBC као што дојде. А ја нормално го одбив тој предлог, пошто срамота е бранша да олајаваш, да оговараш за било какви пари. За сите ние сме во бизнис. На крај крајава бизнисот треба да донесе некои финансии. Како се чувствува човек? Која е таа морална вертикала да може да кажеш на една свота на пари кои што ти се нудат на маса, малтене, а да речеш види не итјам да ги земам? Ама ја многу добро знам во каков бизнис. Многу добро знам во каков бизнис сум. Од првиот ден знам во каков бизнис сум. И знам дека бизнисот ми е и стил на живот и дека не би сакал ни за големи пари да го ставам тоа под знак на прашалник. Едноставно, тоа што се бараше од мене не беше етички. Ја не сакав тоа да го направам. Второ, исто така, 0% вина има кај букинг агентот за тоа. Букинг агентот, после тоа ние со него работевме, уште пари миња. Не е букинг агентот крив, ја требаше да удрам, а ја не сум се договорил ни со Еми, ни сум се договорил со менаџментот на Еми, сум се договорил со букинг агентот, кој нема врска со тоа што се случувало тука и еве, ја обстанав до ден денеска, нив ги нема, тоа е. Добро, на крајот на денот тоа е животот. Дека некој е крив, дека сакал тоа да се случи. Нормално. Не, ја дури се јадам што мислев дека е смислено тоа. Што мислев дека не ја држат они ради парите, него ја држат за да иде тоа на CNN и на BBC и после 2-3 месеца нов албум и ова ја прави лом. Ама ете не дојде до тоа. И ми беше малце непријатно, искрено. Еве, гледам и сега малце така ги кршам прстите. Ми беше непријатно, не знам како се погодивме со Каролина во Београд и имаше во Сава центар премиера за тој документарецот за Еми Вајнхаус, кој што после тоа доби Оскар. И сосем неочекувано се седнуваш ти да гледаш филм, почнува филмот, Еми ова она, и на крајот на филмот снимки од Београдскиот концерт, теза дека концертот во Београд е еден од највиновните работи ради кои Еми починала и така натаму и така натаму. И се, како да ви кажам, ја од Панче Поповски гостивар во 70-тите до филм што добил Оскар, да се збори за нешто во што ние сме инволвирани на било кој начин, стварно е многу далек патот. Така да, мислам дека ќе остане тој концерт као најбитен во нашата кариера. Така е, сега... Отидеме на попозитивни. Да отидеме на попозитивни теми. Претходно исто ги спомнавте и Стинг, како дошла идејата да се носат во Сараево. Но има една информација дека во Сараево 25 години никаква светска звезда не стапнала таму. Да, После војната, така е, да, после војната YouTube беа само на еден черити концерт, Да. Боно као познат по... А зошто таму не доаѓале? Па не знам, па и од друга страна јас сум емоционално доста врзан. Сараево е познат као градот во екс-Југославија, Да. као еден од центарот на музичката индустрија. Не, така е, од центарот на музичката индустрија и као, ја го викам главен град на харизмата, на шармот и на
Шалата, од Горан Бреговиќ и Биело дугме до Кустурица, до Топ листа над Реалиста и така натаму и така натаму. И мене генерално гледано, ја стварно имав некоја потреба, пошто цел живот сум земал од тоа Сараево, нешто да му вратам на Сараево. И не знам зошто имав утувено во глава, никогаш не сум размислувал дека треба светски концерт во Сараево да правиме, него увек ми било причата Стинг во Сараево да го донесам. И дури после кога отидов во Сараево се зезам на овој Дино Шукало, му викам, уствари, и после се испостави другаров, кој што ми е помеѓу најдобрите пријатели, гитариста на бендов на Дино Мерлин, тој има месечина батл трибют бенд за Стинг. И тој не викна на свадба во Сараево. И ја тогаш му реков, ние ќе го работиме Стинг во Сараево. Тој вика, тоа ако урадите, немогуче. И уствари ја контам дека може би има нешто, после ја ги зедав и во Сараево, викам Стинг го има оној најмуслиманскиот хит на сите времења, Desert Roads. Не знам зошто така некако во глава ми беше и се испостави да е тоа стварно полн погодок. И тоа нив многу им значеше. Ја останав кога го објавивме Стинг 2 недели во Сараево. Тие се од цел простор на бивша Југославија можеби единствен град држава кој што им се стварно гледани телевизиите. Ја не можев да платам јадење, пиење нигде. Вика, па нема ви овде, не можете да платите, ви нама Стинга да одите овде и така дали и така дали. И после се деси тоа што се деси, тоа срање корона, тоа се одложи. И после беше доста траурно, тоа требаше да биде во март, па се одложи за октомври. Па кога дојде летото, пак тргнаа причите, сега пак ќе има нов талас на корона, па беше ратот во Украина и така натаму и така натаму. Ама сепак се одржа тоа. Многу е тешко да работиш во Сараево. Сараево и Охрид се најтешки. Групата Авалонска на WhatsApp што ја имам ја направено, носи наслов луѓе кои су преживели Сараево и Охрид. И тука се авалонци. А зошто е најтешко? Па тешко е затоа што е заарџен е градот. Заарџен е градот. По менталитет се луѓето тамо такви да нема никаквих проблема ни за што додека си тамо. Кога се вртиш све е проблем и мора да си нон-стоп присутен. И ја избројав додека памтам за година и пол неверојатни 18 пати сум бил Скопје Сараево. Значи ти имаш за година и пол некој просечен аеродромец не оди до Капитол 18 пати за година. Јас сум бил Скопје Сараево. Тешко. И многу ме умори тоа и психички и физички многу ме умори Стинг во Сараево. Ама се патува така се иде со кола? 90% со кола, дури сега има авион. Идевме малце и преку Београд со авион, ама пар пати се откажуваа напрсно авионите од Београд за Сараево и со кола, а Сараево е стварно на крај на светот 12 сати е со кола, од кај го додиш 12 сати е и многу е замрнато. Ама вредеш. И сега, Сараево како град е познат помеѓу во светот или помеѓу таа публика и поради тој концерт хуманитариот кој го имаат. Стинг беше ли свесен дека 25 години таму немало светска звезда? Беше. Имаш ли некоја емоција он посебно на тој концерт? Имаш. Како реагираше на Сараево? Па Стинг, исто човекот што го возел јас и Мија, после концертот на Стинг, ја испративме екипава од Авалон за Скопје, а јас и Мија имавме една легендарна рута преку Тузла за Берлин, да гледаме првата утакмица на Партизан со Алба, не уби Алба кошарка, и утредента имаше концерт Боб Дилан, за утредента Били Айдол имаше концерт. И ја и Мија отидовме да ги гледаме тие концерти и не се вративме. Човекот што не возеше од Сараево до Тузла, го возел Стинг од сала до хотел. И тој ни кажуваше мене и на Мија дека Стинг плачел као мало дете во кола и дека и викал на жена му дека многу се плашел од овој концерт, али дека на крај му било многу драго што го прифатил, а исто е интересно дека на Стинг и роден ден му беше дента и тие дојдоа со два приватни авиона од UK, со еден авион фамилијата, со еден авион некои другари од Стинг
и си правеа тие некој роден ден после вечерта и така натаму и така, на кој ние не отидов. И се по овие кажувања, величината на Авалон доаѓа не дека само во Македонија нема да има големи светски имиња, ако го нема, во цела бивша Југославија малтене ќе биде ограничен не можам сега да пристапот бидам на до тој степен, ама мислам дека осим овој големиот мастодон Gene Live Nation, кој што 95% од светските концерти ги работи и за кој што Хрватска е многу интересна, затоа што Хрватска е во ЕУ, има евро као новчана единица и слично, еве сега малце Београд. Ама факат е дека не постои од приватниве, јас ги викам индепендент, независни промотери, некој кој толку долго години и толку успешно се бави со тоа со што се бавам сега претежно јас, со букирање на концерти, па ја може да букирам концерт кој може да ти го давам тебе, ти си од Романија и ти го правиш концертот во Романија, али пред букинг агентот, јас сум одговорен, јас сум го букирал концертот, али да, генерално гледано, мислам дека ние поготово во Сараево, ако не изработиме ништо, дека тамо нема никој да стапне. Многу е тешко тамо да се работи. Знаеш, прво самата сала тамо, во која го правиме ние концертот, ти си постар, знаеш, значи ние правиме концерт во Зетра, која е сала направена за Олимписките игри, и Зетра е сала која има една трибина од 2500, има мал стадион буквално внатре, али тоа е за уметничко лизгање. ледена дворана. Ледена дворана. Капацитетот и инфраструктурата и конфигурацијата на околината на салата се за 2500 луѓе правени. Не се за 20.000 да дојдат таму. Значи тоа е една таква темница таму, еден таков мрак, една таква дупка, за 2500 луѓе да дојдат хокеј да гледаат, а ти носиш 22-3.000 луѓе таму. И тамо странец не иде да работи осим ако не е луд македонец, нема шанси. Така, за неколку пати спомнавме дека во бизнисот еден од мотивите, нели, да се биде во бизнис се и парите. Сега Авалон, еве и 30 години, нели, обстојува на пазарот, но секогаш се држи до квалитетна музика. Нели, во многу лесно можело да се отиде во турбо фолк, да се заработат брзи пари така натаму, но Авалон останува достоен на квалитетна музика. Имало ли некој понуди за некои такви? Тоа е така затоа што јас од нешто што било моje хоби и моја љубов, со помош на брат ми, сум направил бренд и бизнис. И Авалон продукција е стил на живот пред се, а после е бизнис. Значи, јас сум во многу мал процент на луѓето во светот кој што го работи тоа што го сака. Ја и би платил за да го работам ова, а камоли да бидам платен. И ние не да има, ја и ден денеска, и после толку години, ние имаме понуди, да речеме, и во шок се, некои актуелни звезди, сега да не именувам, што полнат по 5-6 загребачки арени, да ги работиме во Македонија, ја викам, сте ви нормални, нема шанса. Значи, ние пресме губеле по $50,000 на Боб Дилан, него да заработиме 100,000 на некој, затоа што тоа е, не сакам никого да понижам јас од тоа. Не едноставно, тоа е нашиот стил на живот, едноставно. Не се работи за понижување, него како сепак сте човек од бизнисот, од тоа живеете. Да ти кажам, ние стоиме за добри 95% артисти што сме ги работеле во животот. Иако јас Даниела Мартиновиќ, да речеме, не ја слушам во кола, али стојам за неа као перформер. Мишо Ковач сме го работеле затоа што татко ми го сакал Мишо Ковач. Оливер Драгојевиќ сме го работеле затоа што мајка ми го сакала Оливер Драгојевиќ. Фејтле сме ги работеле затоа што мене ми било тоа време омилен бенд. Боб Дилан сме го работеле зашто уз Желјко Обрадовиќ и Горан Бреговиќ мислам дека Боб Дилан одиграл најголема улога во моето структурирање на личност каква што сум денеска. Тоа е начинот и стилот на работа на Авалон продукција. Мора некоја прича да има зад концертот. Мора некоја битна песна мене што ме дотакнува да има зад концертот. Мора да има нешто што мене лично ме дотакнува и пред се мене, да не бидам лажно скромен, за да Авалон продукција нешто од самиот почеток до ден денес на работи или не.
Мене, уз дужен респект, Александра Пријовиќ не ме дотакнува и ја ни за какви пари не би ја работил Александра Пријовиќ. Не оти и требам да ја работам, се работи она врло добро и сама, али тоа е тоа по принцип. Кога ја спомнуваш сега, она Па испаѓа некаков феномен, ја да знам една што, срвинка... ја знам вас што ве жулја, затоа ја спомнувам. Не, ме интересира фактот, пошто и ја не сум ја перцепирал, ама да отидеш во Загреб, српска знам, види, пејачка, стварно. и да наполни 5 арени. Да, се ме интересира од бизнис аспект. Дали тука стои некој сериозен менеджмент кој тоа го турка Не знам. со години? Не знам, значи многу се изминативе 5-6 години многу се изменија работите. Значи ние доаѓаме во ситуација да еве сега ова го од мозокот ми излегува као теза дека главниот мејнстрим доаѓа од некој андерграунд, од некој подрум и сега овде да влезе Александра Пријовиќ и да рече добро вечер, ја не ја познавам. И не е проблем што јас не ја познавам, него ако со 10 души од Београд и од Загреб ја направам муабет, сите 10 души ќе го кажат исто. Значи сите 10 души што се мој круг на луѓе или од бизнес ќе речат ја везе неам с тиме. Исто, рецимо, ја таков шок доживеав, ама озбилен шок доживеав, па има едно 4-5 години, Београдска арена така има и на јужен и на северен улаз, и тоа мислам дека мија нема тоа никад више ние да го доживееме. Има две огромни джиновски платна се ставаат. На едното платно беше Iron Maiden, наш концерт, на другото платно беше ZZ Top, исто наш концерт. Upcoming shows беа, огромни джиновски платна. И пред 3-4 години на некоја утакмица одам ја таму и гледам две платна од некоја Маја Беровиќ. Две арени Маја Беровиќ. Викам, што е ова? Немогуче, викам, некој да може 36.000 карти да продае, а ја кој 24/7 пратам се, ја не знам која е Маја Беровиќ. Али и вие знаете што значат тие 36.000 карти физички да ги продадете? Точно, ама Оваму у Загреб се продадени преку 50.000 ама карти. ја некако ја немам контакт со не знам, не ми е јасно. Не можам да го објаснам ја тоа. Не барајте од мене тоа да го објаснам. Јас знам дека во светски рамки не продаваат карти овие што се по социјални мрежи и по YouTube. Јаки дека уште продаваат возрастниве изведувачи затоа што едно е ако дете твое треба да ти бара пари за карта за Дуа Липа и ти ќе му речеш марш треба патики да ти купам, а ти за Сантанач си купиш карта сам, не прашуваш никого. А ова овде што се дешава као поготово мене ми се хрватите смешни, еве сега се зезав, беа овде ови од Психомодо Поп, стварно сме приватно добри, ја им викам шта сте ратовали, јеби га кад свако доđe и скупивам све паре таму и тие се чудат, вика не знам неверојатно ова. И тие нормално, од кај да знае Гобац некој кој оди на Александра Пријовиќ, нема шанса. Сиде се во шок. Сега рецимо исто има, јас се чудам, Лепа Брена, веќе има продаено 2 загребачки арени, пуштија и трета, верували или не, за декември 2024. Значи ги пуштија 13 месеци порано. Ко Брена да е Мадона? Просто неверојатно, ја им скидам капа свака им час. Ама не ми е ништо јасно. Ја не можам тој феномен социолошки ја не можам да го објаснам. Овде цифрите не се такви, барем за сега. Овде цифрите не се такви. Еве Бајага рецимо Теја Таировиќ. Да. Бајага продаде поише карти од Теја Таировиќ во Скопје. Сето долу има големо влијание Авалон што го прави Бајага, друг некој да го прави нема сигурно толку да продае. Али па во исти ден мислам имавте во Борис Трајковски со Аца Пејуќ, па и таму беше полно и тоа. И Бајага беше полно. Така. Сега тие исто така имате најгрд обичај на светот на сите времиња. Мислам дека уште погрдиот од Бугарија сега ќе го доувезат овде, а тоа е дека доле нема партер, само коњопои има. Тоа е кафана во сала уствари, тоа не е концерт. А сега гледав нешто на видео, Драгана Мирковиќ и Лепа Брена во Бугарија, верували или не, во партер наместени коњопои и овие конобари и храна им служат. Значи во арена Армеец
се јаде во партер и се гледа лепо време. До година ќе дојде тоа и овде сигурно исто. Живиме во тој некој сегмент што горе то боле, нема дно во неквалитетот на ова што се пее и сега што е као нова музика, ама тоа ќе помине без нас. Сигурно. Толку ли голема моќта денес на интернетот? Со тоа да мојата теорија е дека банана држави као Македонија, за жал од социјалните мрежи на крајот на денот го црпат само најлошото. Не го црпат, ние као Авалон имаме бенефит од тоа, затоа што преку социјални мрежи промовираме проекти ова она. Ама некоја баба од Делчево, која одма ќе ја исплюка, одма ќе го исплюка она Бајага, она ќе исплюка било кого, кај неа, она мисли дека ќе напише она еден пост и таа за дента со его, суета, адреналин, со се завршила она. И мислам дека ние имаме многу поише зијан од придобивките на 2023 година во 21 век, него што имаме чар, за жал, као држава која стагнира. Така, се тука морам да се повикам на лична приказна да споделам баш и сметам дека е тоа така. Родителите имаат големо влијание, барем на децата, околу формирањето на личноста, како што кажа, кроз музиката. Јас сум растена стварно и сум, како да кажам, моје хоби е гитарата, свирам гитара 12 години, али татко ми имал голема улога во тоа како јас да се формирам и секогаш дури ни ги наметнувал да ни е забрането да слушаме ние тру фолк музика, бидејќи во еден период кога бе во тинеџерски години, тоаш почнуваат тие CD-а да бидат поактуелни. И дури бидејќи јас сум од Струга по потекло, за време на летните периоди имаше многу плакати дека во Охрид доаѓаат Цеца, Аца, Лукас и така. И во еден случај го скина плакатот од Аца Лукас и идеме на кај дома и викам, што ќе правиш бе тато? Сега вика ќе видиш. И на задната врата од вецето го залепи Аца Лукас и вика, девојчиња, да ви биде полесно, вика, кога ќе идете, еве ви, дека не требате да слушате ваква музика. Значи толку било во тој степен. Човекот, да. Така и бил уплашен вие да не застраните. Така и ден денес сум многу благодарна и сме биле на многу концерти кои што сте ги организирали и вие и генерално гледано така е, ама мислам дека јас сум имал секакви причи, вака и таксисти кои ме возеле, таксистот ми вика, вика имам дома 2 деца, вика, јас слушам хеви метал, а жена ми вика, па уште бетер, вика, слуша треш метал, едниот ми е нормален, вика, девојчево слуша најлоша можна музика, вика, се караме, се тепаме, не можеме, вика, друштвото е тоа и тоа е, па некојаш на сила не можеш ништо да наметнеш, ама битно е влијанието на родителите, се разбира. И сега сведоци сме дека во периодот на короната, нели сите бевме затворени, и беа едни предизвикувачки времења, како за нас лично, така нормално и за бизнисите. Како Авалон се справи во тој момент? Кои беа предизвиците? Па ние на нула бевме. Практично нашиот бизнис беше единствен што беше скроз на нула. Имавме едно-два сериозни евента, еден за НЛБ, мислам, другиот не можем, нешто и владата направи, така некако обстанавме и ја бев доволно паметен да сватам дека во некои сегменти ќе биде многу потешко после короната и на крај се испостави дека сум во право, ама не до тој степен, испадна уште полошо него што очекував јас, затоа што после короната светската музичка индустрија се смени буквално за 360 степени од тоа да ги снема више турнеите какви што беа некогаш со огромен број на концерти. Сите искористија инфлацијата да поскапеа нереално. И сега е тренд да се свири многу помалци за многу поголеми пари. Да речеме изведувачи што коштале $250,000, сега коштаат 400. И ако свиреле 110 концерта за година и пол, се свират 40, ама и тука ние отпажаме као маркет. И тоа е многу лошо. И да видиме до кога ќе трае тоа, ама ја мислам дека никогаш цени назад не се вратиле. Исто така, грото артисти кои што циркулираат на турнеи се 40 плюс
дали svejedno е дали има некој 40 или 70 години, нема 20. Да каже сега мене ми се свири секаде. Така да тоа е една голема новост против која се бориме ние овде на овој маркет, па да видиме како ќе се одбиваат во иднина работите. Нашиот пазар рече отпаѓа поради тоа што имаат помал број на концерти, па неќе да дојдат тука, или поради цената што е висока, или може и двете? Прво, нашиот пазар отпаѓа затоа што јас сум уморен и љут. Тоа прво и основно. Второ, отпаѓа заради цените, а трето затоа што им е пазарот небитен. Ама сепак ако доаѓаат во Грчка, а ја имам истата енергија која ја имав пред короната, може да дојде некој во Македонија. Јас сум едноставно љут затоа што не чувствувам интерес јавен да мислам дека да седнеме со многу во некој сегмент попаметни луѓе од нас, кои што се од други области, и да ги прашаме, ако се спореди бивша Југославија и сега, во кое поле, освен во ова што сме го работеле ние, има драстично успех во однос на бивша Југославија, ја мислам дека нема одговор да каже дека постои некоја друга област во која ние сме биле подобри тогаш него што сме сега. Ние сме сведоци дека во бивша Југославија од 60-тите години па и од крајот на 50-тите, кога татко ми го гледал Луис Амстронг во Загреб, најквалитетни артисти од типот Майлс Дейвис, Тина Тарнер, Ролинг Стоунс и Квин, Dire Straits, Ерик Клептон во Македонија, не само што никој од нив никогаш не дошол, него што ми вика Горан Бреговиќ, на жалост, ми смо најгоре тезги, у Македонија смо увек имали најгоре тезги, со најлошо озвучење, онака реда ради само. За да ние дојдеме во ситуација да таа 2019 година таков моментум еден зафатиме, да речеме нити Софија, нити па Београд, од овие 4 Стинг, Брайан Фери, Ерос Рамацоти и Лени Кравиц, во Београд 2019 само Брайан Адамс имаше концерт, ни еден од овие артисти немаше. До тој од Солун имаше 2 автобуса за Брайан Адамс во Скопје дојдено. И сега ние дојдовме во ситуација сега во моментов лани да нема ништо и никој да не дигне телефон, па нема медиум, нема телевизија, нема новинар кој што во изминативе 12 месеци прашал зошто нема светски концерт оваа година во Скопје. И ја викам кога е така, па додека не осетам дека има јавен интерес да има, нема да има. Ама факт е дека македонските медиуми се многу затворени. Како го објаснувате ви тој факт? Да нема новинар што викате да постави едно прашање, направи еден прилог? Па не можем, нема зошто. На крајот денот не е Авалон зашто не донесо него, зашто во Македонија, зашто не се појави некој друго лице? Знаеш зашто? Затоа што само исклучиво во Македонија дојде само исклучиво лоша вест да е добра вест. Ја последен пат реагирав и дигнав раце. Каролина Дуке Исмаил проектот продадовме 7 македонски филхармонии. Тоа се околу 6000 луѓе. Сите 6000 беа избањати тоа попладне пред да дојдат на концерт, облечени и дотерани. Ниту еден медиум не побара Каролина Дуке или Исмаил да гостуваат во некоја утринска програма, во некои вести и да позборуваат за тој проект во кој што ние сите заедно ја оживеавме старата македонска забавна музика во 2022 година. Тоа е просто шокантно. А од друга страна, било каква лоша вест или некоја лоша работа да направи било кој од нас, истите тие медиуми би труеле 24/7 со тоа. Едноставно, дојде ситуација во која, не знам, многу работи се сменети од светско ниво до локално ниво. Значи, прво генерално, вака мене ако ме прашаш што ми пречи во моментов највише, ја тоа на Мија, која е голем љубител на музика, на филм, на серии, све и објаснувам дека ја кога сум бил на незина возраст,
дека културата го менувала светот. А сега дојде време во кое и културата и музиката се производ на сегашниот момент на светот, а не е обратно. И тоа изузетно многу смета. Значи, сега се прават песни, зависно од тоа каква технологија има во моментот може да се пружи. А 60-тите, 70-тите, ја кога сум бил премногу мал, не било така. Џон Ленон го менувал светот. Сега Кање Вест не го менува светот, него Кање Вест затоа што сите зборат за полни органи на улица, тоа го става во песна. Исто така дојде и со медиумите. Ја чекав телевизиите да ги сменат порталите, дојде време телевизиите сега да го користат жаргонот на порталите. И тоа е една битка која више не може да се добие. Тоа е битка унапред изгубена. И вака, ако стои тамо некое прашање или ако не стои, што во моментов мислиш дека е најголем успех на Авалон, јас се вака дека правам муабет сам со себе размишлям дека наш најголем успех е дека ние успеваме да се прилагодиме на сегашноста без да се продаеме. Без да ја продаеме душата на џаволот. Се уште сме најуспешни, најквалитетни и влијателни без да ја продаеме душата на џаволот. И тоа нема да се случи. Баш тоа, значи Јас се чудам како уствари ние станавме, ама види се, исто да бидеме реални. Мене ме фати една паника во време на короната. Тоа исто дома го зборев, тоа што го кажа, ти мислам преска вамо. Ние нема да сме цел живот, уште 200 години овде, ќе си одиме некој порано, некој погасно. И битно е што останува зад тебе. И се во короната дојде време, не да никому не е битно дали ние сме правиле еми во Београд или Сантана на Градски овде. Кога го правевме Сантана на Градски овде, тогашниот менеджмент на Градски стадион, верувале или не, 5 минути пред да почне публиката да влегува, ги заклучил сите WC. да не им прљаат. Да не им прљаат. И луѓево нема кај додат во WC. Идат луѓе, викат, бе луѓе нема WC. Ние доле на партер сме ставиле WC, на трибини немаме WC. Овие да не им прљаат, ги заклучиле WC. А ти го носиш Сантана. Кога е најак со Супернатурал албумот. И сега, некако во времето на короната дојде ситуација таква да стана небитно дали Боб Дилан ја напишал Like a Rolling Stone, беше битно маски дали има. Значи, сакам едноставно, ако живам уште 5, 10, 15, 20, 30 години, ако може некако видите, да останат истиве вредности во светот, за да можам да кажам дека нешто сум направил, да не стане безсмислено ова што го работиме, пошто јас за пари никогаш не сум работил. Значи, затоа што секогаш сум имал доволно пари за моите интересни сфери во животот, кои биле не патам по некои работи на кои што се палат многу луѓе, така да би сакал нешто да не само мое, нешто и од моите современици да остане кај моите внуци, да е битно, да не се тепаме по улици за некои маски, за некои лекови, за некои генерално гледано тоа. И се ги спомна македонските артисти. Вие сте агенцијата која што ја води Каролина. Да. Со години. Да. Како се води еден македонски артист? Како да се изнесе македонски артист? Па така се надвор води, од Македонија? Кој што ја работиме ние Каролина, дозирано овие овде не сваќаат дека премногу ги има и дека секаде ги има и недостоинствено и за никакви пари. Генерално гледано, јас сум го учел овој бизнис уште кога сум бил дете од Горан Бреговиќ, кој што после секој албум и турнеја на Биело дугме 2 години паузирал. Ти за да се вратиш мора да паузираш. Овие овде сега што рипаат во секоја кафана и тоа го бројат концерт дека еме и после се жалат дека не може да направат концерт и уште пострашно се жалат дека никој не може да направи концерт, а не е точно. Еве Каролина, Дуке Исмаил има 7, Каролина пред корона имаше во година и пол 11, 7 моба и 4 филхармонии. Со Владо Јаневски ние сега имаме 5 филхармонии. Па сега да бидеме реални, тоа што, како што кажав ја, што знам,
Многу талентирани медицински сестри станаа певачици, си ја плаќа својата цена. Во Југославија најголемиот проблем на држави по распадот на Југославија е немањето на стандард кој што, морам да го кажам, зборов и не сакам да го банирате. Секој јебени виршли во Југославија мора да имаат позади стандард, да пишува дека се по јус. Сега нема стандард. Сега во ништо нема стандард. Нити за да си тебе водител ти треба стандард, нити па овие сиротиве што пишуваат по портали дека ова експлодирало, она експлодирало, на ова му експлодирало деколтето, на овој го... Кај може тој во Југославија новинар да биде? Нема шанси. Не може секој да биде новинар. Затоа Југославија беше земја радника, селјака и поштена интелигенција. Сад имамо само непоштена интелигенција. Радници, селјаци. Али Македонија продуцира квалитет. Од бизнис аспект, агенција како Авалон. Македонија има сериозен проблем што во времето кога ние имавме стварно сериозна квалитетна музичка сцена, во која, да речеме, стварно голема доза на квалитет носеа и артисти на типот на Студени Нозе, на Ристо Бомбата, на што ја знам, Кукулеле, Врчак и така натаму, ама одма се створија плејада на татини синови, кои што кај пар квази композитори во државава одеа со готови пари и овие им штанцаа песни, нас не угушија и ја реков, what the fuck, ме мрзи више ја ова да го работам, jer не можеме да дигнеме глава. Не може овој пазар да... Ама тоа е сега више проблеми во светски рамки. Дојдов до некој податок, не ме држите за збор, не знам дали дневно или неделно, ама не е битно, многу е и за дневно и за неделно, 100.000 песни се аплодираат на сите платформи на светско ниво. Во кој период? Дали во еден, мислам дека во еден ден 100.000 песни се аплодираат на YouTube, на Spotify, на Deezer, на ова, на она, од цел свет. Па се тоа не е исто. Технологијата го возможува тоа. Да, технологијата. И од технологијата излегува само роботски неквалитет, и имаш ситуација да рецимо, стварно има абсурдни ситуации. Ја сега ние со Каролина направивме една стварно голема песна сега пред месец дена и тоа ме натера да малце на YouTube истражам. Ти сега имаш ситуација, не сакам да именувам артисти македонски за кои ја и ти не сме слушнале, има поише прегледи на YouTube него Лени Кравиц на новата песна. Да. Ама тој нема ништо тој од тоа, седат дома деца и го гледаат. Значи од еден Лени Кравиц има во милиони помалку прегледи, а за овие Джала брат и Буба Корели, па ти од Майкл Джексон имаат поише. Тоа е се абсурдите на... Али сега контрастите се баш тука. Сега, кога Каролина е еден бренд сама за себе. Се покренува проект како што е Македонско девојче, што е феноменален еден проект. Ме интересира од бизнес аспект сега, тој проект, доаѓа артистот кај вас, вика имам таков проект, треба да го промовирате, продукцијата заедно со артистот вика треба да направиме некаков проект. Како се стартуваат тие проекти во овие модерни времиња? Македонско девојче беше предлог на Златко Ориџански. И ние првиот албум го направивме со Златко Ориџански. И Златко Ориџански беше убеден дека е тој најголемата звезда на проектот. И патиштата ни се раздвоија на финансиска основа. После тоа ние покажавме и докажавме со уште 2-3 албума, не знам, 2 имавме? 2 албума, да, кои што беа многу и комерцијални, а за наша среќа и во квалитет на многу високо ниво. Златко проба со некои други, не направи ништо, пошто очигледно дека силата на тој проект беше во квалитетот на Каролина. Што се покажа. Ние со тој проект овде стварно ги оборивме сите рекорди, али тој проект едноставно е невозможно надвор да се промовира. Сега ќе ви кажам од која гледна точка. Значи, тоа е замислено да биде као македонска верзија на Буена Виста Social Club, као македонска верзија на Готан Project, нешто што е и етно, а и модерно. И се тоа се пее на македонски.
поготово за регионално. Тоа На е кирилица. за модерни радиостаници прерурално, за рурални радиостаници преурбано. И едноставно тоа нема начин како да го промовираш тоа. Исто така тука сега сите сме сведоци на тоа, таа Југославија као културен простор во сегментот на филмот е споена и функционира сега потпуно исто као на ниво на распадот на Југославија, затоа што срби, хрвати, црногорци, сите си се разбираат меѓу себе. Бјело Грлич прави филмови, зема глумци од сите, зборат на српско-хрватски, сите се разбираат. Ние тука патиме и од тоа. Нас нити исток не сака, нити запад не сака, нити ние се мачиме сами. Тоа е. Авалон као продукција ги работела почетоците, ако имам добра информација, на популарноста на Тоше Проевски. Тоест првиот албум дека изеден на првиот албум да баш Мија не ми веруваше дека 001 е некаде во ноќта. Првиот албум, ние меѓу 5-6 албуми што ги имаме издаено, првиот албум 001 е првиот албум на Тоше, да. Ние го зедовме Тоше кога ги имаше само како песни Усни на осни и Сонце во твоите руси коси. Од кога го подпишавме договорот беше на Скопски фестивал и он е легендарен спот Твоите бакнежи на моите бели кошули е снимен Тоше со една бела кошула моја која уште ја имам дома јас. И Тоше да го снимаше тој албум, спиеше во собата во која порасна Мија во аеродром. Сега кога ќе преземете таков еден артист, се прави стратегија како да се развива понатаму? Па затоа се разви Тоше така како што се разви, се разбира. Ма ние едноставно се уморивме од таа работа. Едноставно се уморивме од таа работа и мислам дека тука ја одиграв многу лошо влијание околу. Јас некако ми беше многу мачно тоа да го работиме. И тука одигра голема улога мојата љубов кон светската музика. Јас сакав да се свртиме кон организирање на светски концерти. И јас со Каролина продолживме да работиме затоа што Каролина е, осим што е изузетно квалитетна, и ние сме практично фамилија со Каролина сите овие години, така да тоа е, ја се зезаме стално, викам ја и ти, Каролинче, ја работиме Каролина као проект. Тоа што ако работи пејачот брзо гори, поготово некој кој е од дете звезда, многу брзо, ако не се работи себе си као проект, многу брзо може да изгори. Така, сега обично имаме примери кај што во овој модерен свет често се вадат синглови, еден па друг па трет, па да се стигне до албум. И сега вака нешто најрано што се сеќавам, Марија Шерифовиќ во Србија имаше една анкета дали албумот да го извади наеднаш, односно во еден ден објави 9 спота, 9 нови песни и така го испромовира. Народњаците, тоа сега гледам ја го правам. Така, и дури имаше огромен микс на стилови, од народно до забавно и така натаму. И сега, што мислите за тоа? Дали е паметно да се оди на таков начин? Не мислам ништо за тоа. Јас сум многу далеко сум ја више од тој тип на работа и од таа работа и едноставно, не знам, сега некој ми кажа дека Наташа Беквалац, да речеме сега пред 2-3 дена овде пеела песни од Александра Пријовиќ, дека Марија Шерифовиќ, ја лично сум ја гледал во Београд во еден локал, пее песни од Лепа Брена. Мислам, ние сме многу далеко од тоа. Сега е воопшто не ми се допаѓа мене ова време и ради тоа и го обсмислив и го вратив ова сега што беше затварање на кругов на 30 години Авалон, поготово со концертиве во МКЦ, затоа што стварно овие новиве не може за мал прст да им се фатат на овие другиве. И изузетно ме нервира, ако нешто ме нервира, тоа е што некој ги дели артистиве така на нови, на млади и на стари. Ја не памтам дека ние некогаш сме работели изведувач, па макар и никој се овде да го заштанеш на улица, еден просечен 6 годишњак изгледа као дедо. Тој е 15 години помлад од Јан Гилан, пејачов на Deep Purple. Тој не знае дека Deep Purple имале 3 албума во последниве 5 години. Едноставно новава музика не дофрла на начин на кој порано дофрлала
и луѓето тука си земаат за право некого да го прават стари, така. Сега Rolling Stones си издадува нов албум на 80 години. Сега што треба живи да ги закопаме нив, зашто имаат 80 години, албумот им е можда задни 30 години, пошто ја ги пратам, бољи им е од многу албуми од пред 20 години, да речеме. Така да, цел селјачизам во размислувањето на луѓето излегува тука, а од друга страна, стварно мислам дека од појавата на гранџот и тој некој на почетокот на 90-тите, крајот на 80-тите и тој некој underground хип-хоп, ја као прети се, значи, знаеш како, Мија ми рече дека ќе те прашаат тамо кој е Бобан од Авалон, знаеш. Јас сум сега прво и основно јас сум татко на Мија. После сум верен и болен навијач на ФК Партизан и КК Партизан, значи тоа ми е после Мија најбитно ми е поише ме интересира што направил Партизан денеска кошарка или дали сум продал 2000 карти поише за нешто. Тоа е Следниот четврто година заедно Звезда Партизан, пошто јас сум да си жив и здрав. Не можам да ти помогнам. После сум стварно многу ги поштувам и Горан Бреговиќ и Биело дугме и Желко Обрадовиќ и Боб Дилан. Во основа јас сум дискофил и голем љубител на концерти. И никој не би бил посречен од мене да каже дека вау, сега има музика многу добра. Има добра музика, ама нема голема музика. Има добри филмови, ама нема добри филмови. Веројатноќата да ако умрам ја утре, ако се клади некој, е 33% дека би умрел или во сала, или дома како гледам серија, или во бекстејдж на некој концерт. Ја гледам нон-стоп серии. Има добри серии, многу малку има големи серии. Има многу малку серии кои што сите ние ги гледаме, а телефонот да ни е тргна на страна. Добра серија е ако ти 45 минути ти е фокусот тука. Ја гледам Мија не гледа серии, Мија мисли дека гледа серии. Таа уште 8 работи, други работи на лаптоп, додека тоа не е гледање серии. Не ми се допаѓа мене тој живот и тој стил, ама успешно плови Авалон и во тој живот, бар за сега. Сега за крај не можам да не споменам само уште една тема. Тоа е како ја гледаш оваа индустрија во иднина. Бидејќи имаме многу промени во сите бизниси. Дури сега имаше, нели, и во Кинава се емитува некои концерти на Тейлор Свифт, на Бионсе и така натаму. Па еве кажите вие, да речеме сега, дојде време во кое мене ми е многу интересно, кога некој ќе ми рече, абе дај донесите као нешто ново, донесите Депеш Мод. Депеш Мод по 60 години има, знаеш. Мислам дека некоја последна генерација на големи бендови кои што свират се овие од типот на Coldplay, Kings of Leon и слично, ама и тие имаат по 50 на години. Не знам и мислам дека тоа што сега во моментов се прави еден безобразен блицкриг во светски рамки за свирење за огромни пари, многу помалку. Не знам дали се тие исплашени пак од некоја нова корона, или пак се исплашени дека ќе дојде време за некои си 10 години во кои више малтене нема да може да се свири или никого тоа нема да го интересира. Тоа што до 2019 делуваше невозможно, баш со Владко Стефановски сме правиле често муабет, абе вика све испиратизира. Знаеш, се ти можеш, јас сум чекал албумот Солун, сега на Дизер имаш 80.000 албуми. Живава свирка, вика, не ја испиратизира и се уреду е така, одат во моментов концертите, али ја на долг рок не гледам артисти што ќе може да свират, поготово што овие новиве сега што се, као The Weeknd, Beyoncé, Harry Styles, така да ги наречеме нови, 99,9% им се базираат концертите на технолошко совршенство. Значи нема тука ти да речеш, вау, како свиреа, како отпеа пејачов од Аеросмит, мрак.
Нема него, е само леле овој коп. Го извади, The Weeknd го вади цел Нью Йорк на бина. Така, од почеток до крај на бината, Нью Йорк. Бионсе коњи некои летале. И утре место Бионсе, она од дома ќе се гледа сама себе си. Не гледам ја тука. Можда сум старомоден и заостанал тука, али за поише од 10 на 15 години како се движат работите, ја не гледам. Ќе опстанат ли концертите во Видин? Ќе опстанат, ама Бог знае во каква форма. Во моментов единствена разлика во концертите Madison Square Garden 2024 и Madison Square Garden 70 е што да речеме сега Led Zeppelin ако свират би имале 10 пати болji звук и светло, али Led Zeppelin свират. Ја не знам и Taylor Swift свири, уз дужен респект. Ја не знам другиве кои за 10-15 години ќе може да кажат дека свират, дека не свират. Еве ние Пинк ја имавме овде на градски стадион која беше многу голема, сега Пинк е уште поголема, има 2 Вембли стадиона, мислам летова, ама ретки се такви као Пинк. На прсти на една рака може да се избројат артисти од 21 век што им е битно свирењето. И не сум сигурен дека поише од 10-15 години ова ќе трае, за жал. И сега оваа година е јубилеот на Авалон. Помина. Ова да. Да. Организиравте 30 на концерти во текот на годината? Не организиравме сега. Десетина ги имавме овие два сериозни бренда, Скопје Колинг и Охрид Колинг, што се со светски диџеи. И тоа мислам дека беше оваа година, да. Што е оптимумот за една година една агенција од Авалон да организира? Не знам, стварно не знам. Стварно не знам. Мислам дека бркам некој маркет друг овде во околина за 2024 година и сепак ќе се потрудам бар 1-2 сериозни светски концерти да има и до година во Македонија, затоа што може да се случи една ствар, тоа со Гобац баш правевме муабет. Мислам дека ако ја престанам, ја да речеме да земам 6 месеци одмор, ја нема никад да се вратам више. И постои некој страв кај мене дека ако уште година-две не направиме овде ништо, дека никогаш више ништо нема да се деси. Дај Боже некој друг дека направи нешто, ама еве 30 години немаме таков пример да некој друг овде нешто направи. И сега очекуваш дека Авалон ќе има трансфер на следната генерација? Авалон има во овој момент и мислам дека е тоа добро затоа што сме во некој перманентен сукоп на мислење, што мене реално ми фали. Се знае чива е последната, ама фино е да се слушне и друго мислење. Да. Бобан, беше голема чест. Фала ви вас, вака никогаш 2 сата не сум разговарал, така да мило ми е вака што направивме малце по-широк мове. Знаеш, генерално гледано, опсегот на работа на Авалон продукција е готово несфатлив и тоа не може никој да го побие, дека ние можеме 2 сата да збориме само за тоа што сме работеле со македонски артисти. Ние можеме 2 сата да збориме за тоа што сме работеле со XU артисти. Ние можеме 2 сата да збориме за тоа што сме работеле со светски артисти. Ние можеме 2 сата да збориме за дискографија. 50 албума сме издале. Ние можеме за спотови да збориме. Никој нема таков опсек на работа на Балканот каков што има Авалон продукција овие 30 години. И ја тоа не се срамам да го кажам, зашто да се срамам, не изгледа дека не сум скромен ако го потенцирам тоа, затоа што ретко кој тоа успее да го исперцепира. Тоа се факти. Тоа се фактите, некој треба да го Ние пред овој разговор имавме доста полемика помеѓу нас, дали да се фокусираме само на една тема или да ги офатиме. Комплетно ми е јасно. Дојдовме до информација дека се 30 години, се одлучивме за овој разговор. Можда во некое идно време ќе имаме пак прилика да разговараме со тебе, па ќе можеме да влеземе малку подлабоко во сите тие теми, али ја мислам дека нема да ја смирам душата додека не направиме нешто сериозно стадионско во Скопје. Значи да има нешто 50-60 илјади луѓе во Скопје и ако ми се врати
стариот ентузијазам што го имав до 2019 година, во наредниве година 2-3 сигурно ќе се случи такво нешто, а тоа реално вака кога излегувам овде на улица делува дека поголема веројатност има марсовци да однетву да го киднапираат него Роби Вилијамс да има концерт овде, ама исто така зборувале и за Сантана која бил овде, исто зборувале и за Лени Кравиц која бил во Охрид, исто зборувале ние во она ругло од Универзална сала, Брајан Фери, Дейвид Силвијан, Дијана Крал сме ја правиле во Универзална сала во Скопје и тоа било за тогаш немогуча мисија. Така е, Вован. Благодарам и од мене. Фала ви на двајцата. Така е, се гледаме. Живеевме бескрено. И ја исто. Уште една приказна раскажавме во сторителинг. Верувам дека оваа приказна не е крајот, дека ќе имаме прилика понатаму да разговараме. Така е.